Почитувани присутни, ми представува задоволство да ве поздравам на отварањето на вториот поред фолклорен фестивал на народни игри Света Петка и воедно посакувам истиот да прерасне во традиција. Ставот на општина Василево и мојот став како нејзин градоначалник по прашањето од културата се одамна познати. Недвосмислено сме за развој на се она што значи култура, културни случувања и културно живење. Ја поддржуваме нејзината популаризација и афирмација. Фолклорот како еден од елементите на културно живење, чии корени се испреплетени во минатото на овој народ, секој од нас го носи длабоко во себе. Го чувствува како свој составен дел и го чува и негува како нешто свето. Фолклорот е богатство што единствено на овој начин, пренесувано од генерација на генерација, обстојува низ вековите. Како локална самоуправа, секогаш во рамките на нашите можности, помагаме во негувањето и зачувувањето на се она што значи фолклор, традиција, култура, на се она што не прави тоа што сме, на се она што е наш културен идентитет. Почитувани, гледајќи на денешниот настан од оваа перспектива, со задоволство ја прифатив поканата да ви се обратам, да ве поздравам и се разбира да видам ваш гостин. А сега, искрено и од се срце, на сите учесници на годишниот фолклорен фестивал, им посакувам успех и фестивалот го прогласувам за отворен. Како што веќе рековме, фестивалот се организира по повод денешниот ден кој во календарот на Македонската православна црква е забележан како празник на светата маченица Параскева. Света Петка е родена во Рим од мајка Политија и татко Агатон. Нејзините родители долго време немале деца и се молеле на Бога да им подари челат. Севишниот ги услушил нивните молитви. Им дал ќерка која се родила во петок и затоа ја крстиле Параскева, што на грчки значи петок. Света Параскева била голем верник, а и образовано била добро подкована. По смртта на нејзините родители се замонашила и почнала да ја проповеда верата Христова. Нејзините успеси во мисионерството го привлекли вниманието на римскиот цар Антони Пий, кој ја повикал во својата палата со цел да ја натера да се откаже од Бога. Царот не успеал во тоа, поради што Света Параскева била измачувана. Но при секое измачување, Бог чудесно ја избавувал. На крај ја фрлиле во казан со врело масло и смола, а таа седела мирно во течноста, како да е во када со топла вода. На прашањето на царот со каква магија се служи Света Параскева, таа му фрлила од врелото масло во очите, велејќи му сам да се увери. Царот веднаш ослабе, но благодарејќи на молбите упатени до Света Параскева, Бог му го вратил видот назад. Оваа случка го навела Антони да прекине со прогонот на христијаните во неговото царство. Ова е само едно од чудата кое светицата го извела со Божјата помош. Починала по 140 година, кога по многуте мачења
бездушниот кнез Тераси наредил да й се отсече главата. Света Параскева, Петка, била прогласена за светица во 180 година. Низините мошти подоцна се пренесени во Цариград, каде што се почитувани од православните верници. Оваа светица е почитувана како исцелителка на слепилото, неподвижноста и нероткинните. Затоа, денес Свети Петка нека не благослови, за да може на што подобар начин да го представиме македонскиот фолклор, а со тоа и овој фестивал да премине во традиција.